уште еден разговор кој верувам дека ќе го задржи вашето внимание, особено за оние кои што размислуваат каде да поидат на 4 септември да го организираат своето слободно време. Именно во паркот Васко Крангелевски во општина Аеродром ќе се одржи првото издание на Ајде фестивал, богата музичка, културна, едукативна и хуманитарна програма се во едно за една нова урбана приказна, во која што не вовидува соговорникот кој го имаме во студиото 3 на Македонската телевизија. Велам добро утро за еден од организаторите Пане Тимов. Добро утро, Пане. Добро утро. Добро најго. Ајде да ги воведеме и гледачите во оваа нова урбана приказна која што ја најавуваме. Па види, ние го спремаме овој ивент скоро година дена. Го одбравме 4 септември како еден почеток на школската година. Сакаме да покажеме некои дека знаеме да правиме некои други манифестации. Осим пиволент и виноско, сакаме да ги даваме нота на едукација, на култура, да ги воведеме младите, дека има и некои презентации на некои компании, вмрежување на граѓаните со компаниите и така натака во аеродром. Меѓу другото, нормално ќе имаме богата културно-уметничка програма, музичка програма, едукација ќе свират и од Music Club на супер група млада кои ќе ни покажат нешто другачие, мислам дека ќе им се допадне на граѓаните и нормално ќе имаме ќе имаме Black Hole, ќе го имаме Ајнштајн, Иван Ајнштајн, ќе го имаме Гоце Сафт и Пајак за помладите. Така да таа музичка програма ќе имаме гурманско уживање или да речеме, германски тип на храна, колбаси, зелка и пиво, крафт пиво. Нагладно не сте споделува ова, Пане, добро. Богата програма. Ни отвори апетит сега. Како тоа ќе биде. Убаво кажам, некако твоето име и презиме секогаш се врзува со некој убав фестивал, со некој одличен фестивал. Нема да бидеме скромни, такви ни се очекувањата, еве и на нас како новинари за ова прво издание на Ајде. Би сакал малку да споменеме дека покрај култура, едукација и музика, фестивалот има и инклузивен и хуманитарен карактер. Ќе бидат вклучени неколку. Ќе бидат вклучени неколку организации, како Мојот свет, како АЦТ фондација, исто и хуманитарни акции МК. Така да ќе имаме голем тип на овакво. Јас не би сакал да навлагам во тоа превише, пошто еден друг дел на тимот го води тоа, но секако ќе биде многу интересно да го видите и да го видат граѓаните. Од сепо нешто што мене особено ми се допаѓа, многу важен сегмент за кој што постојано и гласно говориме е недостатокот од работна сила, од друга страна работодавачите имаат недостаток од вработени и тука се одлучувате со првото издание на Ајде да правите промени. Ке служи како платформа за вмрежување на домашните компании со локалните жители, можност како и граѓаните да добијат информација за слободни работни места, од друга страна да видат што се нуди на пазарот на трудот. Така, ние ќе имаме мали штандови од компании кои не се само во аеродром, но во цел град, така да луѓето ќе се запознаат со кои работни места се потребни, кои факултети би биле добри за понатамошната, да речеме, иднина на овако, така да ќе има многу интересен дел на пред Ајде фестивалот, да речеме негде од тамо од 12 до кај 4-5 ќе имаме баш таква една супер прича приказка пред да почне забавата и гурманскиот дел. За сите некако ми доаѓа, за сите генерации, не? Да, фестивал. Ние таргетиравме фемили, фамилјарен настан. Тоа некако највише ни одговара. Почнавме со Баскерфест на времето, така да тоа ќе отераме како така. Да те искористиме додека си ни тука. Го спомена Баскерфест, споменавме Пиволенд, Виноскоп. Успева ли Скопје да ја задржи уште таа енергија која што ти заедно со тимот ја дававте преку овие фестивали? Се размислували можеби Баскерфест повторно некогаш да го имаме на улиците во Скопје? Ова морав да прашам, не беше по сценарио, но еден од фестивалите кој што мислам дека не секој втор, туку секој жител на Скопје го очекуваше. Едно побавите скопски приказни беше, да. Фала ви, Ептен, не знам, јас сум баскер, така да тој фестивал ми е менен посебно драг.
Во последните 5-6 години немаше слух да тоа се деси, но се надевам дека следната година со ние во некои градови тоа проиде, но се надевам дека ние сакаме да го направиме Баскерфест Македонија, кај што ќе одиме во Скопје би било почетокот и завршетокот, но сакаме да трае тоа едно 15 дена низ цела Македонија, пошто не се сеќавам како сме проаѓале како Баскерфест и во помалите градови, а и во градов. Ние имавме перформер од Канада кој ја преоѓаше реката Вардар на жица. Тоа беше еден атрактивен. Имавме девојки кои играа на свила на Рамстор и така да сме носели овде добри артисти. Се надам дека во текот на следната година ќе го вратиме Баскерфест и ќе бидеме пак таму кај што сме. А тие артисти носеа домашни посетители, но и странски туристи и ги задржуваа во главниот град, што е особено важно. Една метропола мора да има понуда константно во текот на годината за да носи туристи. Во тоа, пошто ние сме имале, не знам, мејлови на сајтовите наши што сме одговарале на сите јазици во европски, така да Скопје беше една метропола која беше различна на Балканот. Ние исто први на Балканот го донесовме тој тип на уметност или да речеме, не знам, театар. Театар на отворено, кај што стварно на градот му фали дефинитивно и се ќе направам да следната година тој фестивал се врати. Ако за нешто се израдувавме вана е една ваква нова понуда, нов урбан концепт кој што навистина и нам како граѓани ни недостасува. Да, можеби секој главен град, тоа е моето мислење, треба да си има свој правец околу културата и фестивалите како се движи, можеби не можеме да правиме масовни големи фестивали како околните метрополи, бидејќи се поголеми градови, но ете случајот со Баскерфест го стави Скопје на мапата на градови, што го правеше и уникатен. Буквално Баскерфест, ние сме, наш Скопје се уште во тој круг на Open Theater во светот, можем да кажам. Јас сум исто Hall of Fame во таа приказка и Скопје постои како артисти кои би сакале пак да дојдат, кои ме прашуваат стално кога пак ќе правиме и така натака. Ние сме донеле стварно носевме артисти, не знам, од Кина, од Јапан, од Америка, од Канада, од Аргентина, така да имаме стварно, мислам дека му фали на Скопје тој фестивал, сум сигурен. И па да му дадеме шанса на Ајде, како нова урбана приказна, да добие традиционален концепт и да се одржи и за граѓаните, но и за вас како организатори, бидејќи тоа го потврдува квалитетот на вашето работење. Така. Се гледаме на 4 во паркот Васко Карањовски. И останува Панер за крај да вети дека ќе задржи оваа енергија на организатор. Се надевам дека нема да се мотивира, бидејќи имаме и многу чинители во секојдневното живење кои што демотивирачки делуваат, но се надевам дека нема да се откажете од оваа приказна. Благодарам многу за гостувањето во Македонија. Благодариме.